Добар ден денеска. Заедно со директорот на платежната агенција, со представници на Министерството, началникот на Шумска полиција, градоначалникот на општина Кавадарци, сме во посета на средното земјоделско шумарско училиште овде во Кавадарци, Ѓорче Петров, и поводот за оваа наша посета е потпишувањето на меморандумот за соработка помеѓу ова училиште и Министерството, а кое што специфично се однесува на обуките, на размената на информации, на активностите во секој поглед кој што ќе ни следат помеѓу Министерството, особено припадниците на секторот за шумска полиција, вработените на овој сектор, и училиштето и во делот на нашите следни активности. Планираме засилена соработка со ова училиште, особено во поглед на овој сектор во рамки на Министерството, секторот шуми и секторот шумска полиција, заеднички да ги зајакнуваме сите капацитети, да се посветиме на обуки во овој дел на вработените и на сите активности кои што се битни за самото Министерство. Во текот на овој период, ние како Министерство и како влада иницииравме неколку активности кои што се однесуваат на шумската полиција. Во претходниот период започна работата на работните групи во делот на дефинирање на договорите, на колективниот договор кој што треба да го анализираме и да го имаме помеѓу Министерството и синдикатите. Активно работиме на после долг временски период на набавка на опрема за шумската полиција, вклучувајќи и униформи, имајќи го предвид дека десетина години тоа не се случило, и целосно ќе бидеме посветени во делот на опремувањето на шумско-полициските станици и подигнувањето на статусот токму на припадниците на овој сектор. Тоа е во делот на самиот меморандум и опфатено кој што денес го склучуваме, и се надам дека во периодот што следи ќе имаме една интензивна комуникација и соработка со ова училиште. Но би сакал да потенцирам и дека 2019 година е година во која што Министерството формираше работни групи кои што ги посетија сите стручни земјоделско или земјоделско-шумарски училишта во државата. Оваа наша активност во месец февруари и март беше целосно комплетирана и таа следи на носењето на годишните програми кои што ги имавме во јануари, меѓу кои програмата за рурален развој. Она што ние го констатиравме дека овие училишта не добиле доволна грижа или поддршка од страна на државата, имајќи во предвид акцентот на нашата 5-годишна програма за земјоделство и рурален развој и на годишните програми кои што ги креиравме во јануари, се одлучивме да оваа година креираме соодветни мерки за поддршка во делот на инфраструктура, поддршка во делот на опрема, поддршка во делот на капитални инвестиции, поддршка во делот на опитни полиња, на сите потреби кои што ги имаат овие училишта. Затоа направивме група која што ги помина и направи скрининг процес, би се рекло, на сите средни школи во државата, како би можеле во текот на првата половина од оваа година да креираме соодветни мерки преку програмата за рурален развој и финансиски да ги поддржиме овие земјоделски училишта кои што се на агендата за поддршка од страна на државата во 2019 година, и сметам дека на тој начин и ќе дадеме една силен акцент на нови средни училишта, ќе придонесеме да младите се запишуваат, да учат, да останат во своите средини, комбинирано со сите останати мерки кои што ги имаме и за младите фармери, но и поддршката која што ќе даваме и на високите на факултетите кои што ги имаме во државата, односно започнуваме еден целосен концепт на поддршка на науката, на институциите, на школите, како посебен дел од програмата за рурален развој, и 2019 година верувам дека таа поддршка ќе биде видлива на дело во сите земјоделски школи во државата. Благодарам.